Зелена сторена. Огромна чест и задоволство ми е што денес сме овде да се разговараме за изминативе месец дена кои што ви беа релативно еве, ја ќе нема да бидам скромна и ќе кажам како најуспешно дуо во изминатиот период сте на нашите простори. Јас би сакала да започнеме од нешто што дефинитивно го привлече вниманието на цела македонска популација, а тоа е вашиот прв концерт кој што се одржа во станица 26. Еве да започнеме најпрво од подготовките. Каков беше тој процес? Колку време траја тие подготовки? И какви беа моментите пред да се качите на сцена? Фала на комплименти прво. Супер беше, 2 концерти направивме еден по друг, двата распродадени. Дури се изненадивме, мислам, знаеме ќе имаме прекрасна публика, ама не очекувавме искрено толку брзо дојде се тоа. Подготовките траат цел живот технички, поактивно да речам месец дена, ама тука подразбираме и спремање материјал, проби праење, осмислување аутфити, што ќе се каже, кај ќе се каже, многу малку. Бидејќи имавте, ќе зборуваме подоцна за тоа, извадивте и 3 спотови, 3 песни во последниве месец дена, затоа реално мислам дека е доста напорен период би било, затоа и ве прашувам, бидејќи не е лесно да се организира. Убаво не е напорно, така да Малко беше напорно, сега убаво беше, ама и напорно. Дора, ти снимаше екстра спотове. Да, еден спот плюс снимав од него за тоа. Со хореографија. Видовме, да, и тоа ќе ни кажеш како изгледаше цел тој процес. Видовме некои снимки од зад сцената, тоа ќе ставиме и нашите гледачи да ги видат. Имаше ти некои, да кажам, од пред тоа некои часови од потанцување или се беше на лице место тоа учење, вежбање, правење и како уопште прифати да биде таков спотот? Прифатив зашто звучеше интересно дека, сам многу не е логично јас да играм такво нешто или да изгледам во таква форма. Многу ми помогна и Бојана и Јована со хореографијата и со часовите, пошто без нив немаше ништо да направам нормално. И мерак ми е затоа што никогаш не сум го правил тоа. Инаку имаше спремање и тоа како не беше на лице место тоа, да. Како изгледа, колку време ти требаше еве да научиш хореографијата за спотот? Мислам дека не многу долго, ама многу различно учење, например да запамтиш текст или мелодија е полесно него да научиш да запамтиш движење, не знам. Не дека е претешко, ама е многу чудно и многу е не секојдневно. И сега имам друг поглед сосема за сите танчери, затоа што нема воопшто го немам тој осет за играње. Тоа е дефинитивно една уметност, може да ја наречеме, танцувањето е уметност, да. И треба и талент, ама може да се постигне и со вежбање. Ајде да се навратиме на концертот. Кажавте дека од секогаш сте биле скромни на претходното интервју пред да почнеме да снимаме, посебно Борис има кажано дека сте доста скромни, не се чувствувате како звезди и слично. Каква беше вашата реакција кога видовте толку многу луѓе во моментот таму и како сте задоволни од тоа како се излезе на крај? Прекрасно е, не знам, кога ти ги пеат песните, тука се случај ги пеат од прва песна. Дори, например, имаме песни со помалце вјус, со поише вјус. Немаше разлика, не се осеќа разлика. Имавме Илчо влезе у публика, например, такви некои барат песни се свират по 3-4 пати, што многу ретко сме имале шанса уопшто да го направиме претходно. И друго е која е, сега сваќам разликата од настап, од тезга и од концерт. Концерт е тоа што сакам да го правам у животот. Доаѓаат луѓето за твојата музика, спремни се, сакаат да пеат, има љубов, има разбирање, некоја друга енергија, скрос различно нешто. Лучо, дали сака да додаде нешто? Не за мене ми израдува, например, тоа што приметив дека имаше многу млади луѓе. Не очекував, затоа што сега ние веќе сме малку повозрастни од кога почнавме, да речам, поминаа некои 5-6 години. Ама има нови луѓе што ја откриваат и претходнава музика што сме извадили и сега нашата кариера трае толку 7 години, колку се 8. 7. Ама има млади луѓе што се сега во средно или што почнуваат на факултет што ги знаат и старите песни, тоа ме направи многу среќен искрено. Затоа што, како што каже он, нема поголема среќа од тоа со некој што вади музика да знае некој твојата песна. Не, тоа е уствари целата бенда. Многу мајки имаш.
Многу мајки не сакаат. Не знам што е музиката, изгледа. Децата заедно беа дојдени или посебно? Па имаше, например, со повозрастни деца, например, со наша возраст деца и мајките дошле, така да тоа е многу интересен податок. Добро, за вас често слушаме муабети дека може да се каже скоро секоја песна ви е хит, така зборуваат луѓето, дека немате во последната година зборувам, да, посебно во последниве 2-3 години. На што мислите вака според вас, од ваша гледна точка, на што се должи тоа? Дали премногу вложувате време еви во видеозаписи? Дали мислите бидејќи поголемиот дел од целиот проект го работите вие двајца сами? Кажете ми вие да не погодувам јас, на што мислите дека се должи баш тој успех кај секоја ваша песна? Ние имаме многу контрола врз целиот процес. Сега тоа звучи глупаво, ама го третираме како зборот контрола, мислев како демек сега кој знае што. Го вадиме тоа што ни се свиѓа на нас. Ние немаме одстранични никакви влијанија, што е добро, што е тренд или што продава сега во денешно време или во овој месец или како и да се брои тоа. Многу е битно да знаеш што сакаш и да бидеш скроз комуникативен и со сам себе, ама и со соработникот. И сега нас ни е погодена ептен соработкава, иначе ќе беше вали полоша музиката. Не знам, мислам дека во главном е нешто што ти доаѓа природно и нема многу филтрирање, затоа е и органска музика, некој начин. Дека и не одразува одмереноста. Барем ја така гледам. Никогаш не е премногу текст, никогаш не е премногу символизам, никогаш не е премногу... Све е таман, не знам како да кажам, барем у нашата глава е тоа така. И плюс, знаеме што сакаме да добиеме. И затоа си бираме луѓе со кои што може да соработуваме, различни луѓе за различни проекти. Гледаме и ние цело време да се буткаме, пример, пробај играј, пробај направи тука, пробај смени, така натаму. Така да мислам дека тоа е комбинација од карактерите дека го прави добра музика. Станувам припаѓав, полека но сваќам, научив да сакам, тоа било тајната, ајде може, дај може, сега спремен сум и без дилема сум, ајде може, дај може, сега спремен сум и без дилема сум. Спотот, нас ни се свиеше локацијата многу одамна и Локацијата е за гледачите што не знаат да им објаснат. научниот музеј до зоолошка градина, што така се вика. Таа локација ни се свиеше многу одамна и немавме конкретна песна или идеја што да правиме, ама ова се поведе птен за ова дело. Првичната идеја беше да бидеме двајцата обезбедување, ама ја пробав да убедам Борис да не бидам обезбедување, пошто не личам на такво. Не му личало, чисташ му личало. Ја Да. тоа уште не можам да го одгатнам зашто. Па не знам, некако многу боле ти стоеше тебе таа улога, искрено. Не знам. И после тоа дејте беа една по друга ги спојувавме, ова ќе биде интересно, ова нема, биде кадрите ги биравме внатре, бевме неколку дена претходно да разгледаме. Со помош и на Стефан Биков исто така, кој што ни помогна да го реализираме све што имавме замислено. И сега Тука е добро што нема кореографија. Да, нема кореографија, не сме вежбале ништо. Се мислевме дали да има некој потек што ќе може да го прават. И на крај рековме идејата у спотот е прво тргнавме да правиме некоја крими прича, ама после викам сите снимаат такво нешто кое има обезбедување, да направиме као се досадуваш на работа, у принцип. И кога си сам на работа и кога се досадуваш, играш најглупо на цел, ако играш или што и да правиш. И рековме дека си бидеме своји во улога на чистачи обезбедување и тоа искочи најдобро, мислам. Малце одлепивме таму на крајот, ама тоа е. Ви благодарам многу и јас се надевам дека до година полниме уште поголеми сали и тоа не мора до година, за многу брзо време и чекам уште многу нови проекти на кои ќе се радуваме и ќе ги слушаме сите заедно. Фала ти, дај Боже, дај Боже. и ние се надеваме, фала. Без дилема сум, ако може,